Додека зборот транспарентност ечи од устите на кандидатите за градоначалници, актуелните општински татковци не можат да се пофалат со големи успеси на ова поле. На интернет страниците на општините може да се најдат само 15,9% од вкупниот број информации кои треба задолжително да им бидат достапни на граѓаните, покажува истражувањето на Центарот за управување со промени. Најмногу информации има на вебсајтовите на Битола, Струмица и Прилеп, но и тие имаат објавено помалку од половина од задолжителните податоци. На дното на листата се Рачиново, Вевчани, Липково, Старо Нагоричани и Чучер Сандево, кои воопшто немаат интернет страници. Не се објавуваат важни документи, како јавни набавки, буџети, ревизорски извештаи. Само една општина, од 81 општина, само една, има објавени податоци и информации за тоа каква е состојбата во однос на нивото на загадувачките супстанци во водата, во воздухот и во почвата. И исто така, најголем дел од општините воопшто не ги ни објавуваат своите урбанистички планови, гуповите и дуповите, оние кои што ги имаат објавено, па има проблем во техничкиот дел, тие не можат да се отворат. Граѓаните на интернет не може да се информираат ниту за услугите на општините. Само 11 општини имаат објавени упатства како да се пополнат одредени формулари. Истражувањето покажало дека граѓаните очекуваат многу повеќе информации од локалните власти. Најмногу ги интересираат финансиите, значи како се трошат општинските пари. Граѓаните многу ги интересираат податоци и информации од областта на образованието, каде има градинки, центри, училишта и така натаму, кој е капацитетот. Ги интересираат податоци и информации за работата на Советот. Според Малеска, ниското ниво на информации има негативно влијание на економскиот развој на општините. Како позитивен го посочува примерот на Велика Британија, каде има детални информации не само за проектите и услугите на општините, туку и за советниците кои ги представуваат граѓаните.